станува збор за една нова комедија која што во вторник вече официјално треба да почне премиерната изведба во 20 часот. Станува збор за комедија од истиот автор кој што претходно имавме прилика да го видиме за представата Откол накол, Реј Куни. Сега само разликата е во тоа што значи представата е малце можда помасовна во однос на таа, меѓутоа има многу слична нијанса со таа, поради самата динамичност движење и постојано во двата објекти кај што се случува дејствието да има некое случување и некое збиднување. Ако јас добро се сеќавам, режисер на Откол накол беше Диме Коцевски. Точно. Сега повторно Диме е режисер, меѓутоа не е Коцевски, туку Боцев. Точно. Значи, за прв пат пробувам да режирам представа и се надевам дека барем ако ништо друго е приближно до тоа што треба да биде и како би требало да изгледа. Кратка содржина. Значи, представата е дејствието се случува во еден наш хотел тука во Македонија. Дејствието значи се случува во самиот хотел во две апартмански соби каде што постојано има некој заплет меѓу представници од една партија и представници од друга партија, па некои си тајни шеми што си ги имат и претходно разработено, меѓутоа не сакам скроз да ја откривам приказната ради тоа што би сакал да биде тајна, пошто и самата сценографија не е така направена у почетокот да биде самото фоаје, тоест рецепцијата на хотелот со онака тоа се парека и што ги пречекуваат гостите, а потоа од кога што се тргне завеста има сосем некоја си друга слика, така да нека бидем сега за сега малку во тајност. Актерската група? Актерската група е туку речи си стандардна, со некои си минимални отстапки. Од постарата екипа се да речем Коцевски, Видан, Александар Малинков, Магдалена Атанасова, од помладите се да речем Александар Видиков, Сајшто Орешков, Сијиче Трајкова, што искрено да ти кажам, баш би сакал еве да искористам приликата и да ги пофалам ради тоа што иако се помлад кадар, стварно зема добар замав во целата овој проект што му беше наметнат и со самата улога и со самите движења, така да се створи една компактност и сето изгледа баш онака окей, убаво за око. И за крај да ме кажеш зошто баш се одлучи за Реј Куни, зошто баш за Не сега драга? Искрено ти кажам, идејата... Те советуваше некој? Да, значи еве сега ќе открием приказната. Идејата за да се одбере точно баш оваа представа беше по сугестија на сопругата, поради тоа што кога беше на студии во Скопје, често посетувала театар и ја имаше гледано представата Не сега драга. И у тоа размислување, пошто собрав 10 на 15 текстови кој да биде, како да биде, на крајот вика стој, може ли јас нешто да ти препорачам? Го предложи текстот, го најдовме, го прочитав, стварно ми се допадна и по таа иницијатива, да речем, се почна представата да се спрема. Значи, благодарение на сопругата на Диме Боцев, ќе имате можност во вторник да проследите премиерата на представата. Представата се вика Не сега драга, меѓутоа јас би рекол токму сега драга, бидејќи премиерата е во вторник. Така. После премиерата? После премиерата планираме утре дефинитивно ќе имаме утврдено дати точно како што ќе бидат следни репризи, меѓутоа сега е грубо, вторник е премиера, петок да биде прва реприза, сабота можеби втора реприза, а во текот на викендот ќе биде објавено за следната недела кога ќе бидат репризи. Претпоставувам дека наредната година на оној фестивал на драмски театри ќе се најде и Не сега драга. Се надев... Не зашто го зборам ова? Затоа што доста Коцевски стануер само зема така, редно јас да земам нешто. Така е. Да ги поканим уште еднаш гледачите? Да, ги поканувам сите, значи јас и пред некој ден пишев на електронските мрежи, декември е убав месец каде што малку не фаќа еуфоријата од самите празници и новогодишни амбиенти и има после тоа детска представа, веднаш после оваа представа што се најавува да се подготви, така да е убав период и плюс овака со комедија мислам дека би делувало баш на симпатично за декември. Бензинска пумпа ДМД Оил.